Добро, во моментот се наоѓаме во населеното место Добрејци, од каде најавуваме почеток на една нова градежна офанзива, би кажал, и инвестиција на општина Струмица низ целата општина. Во моментов се изведуваат асфалтирање на втор слој на една долго очекувана, би кажал, улица или делница, која е главна артерија на ова населено место. Граѓаните ја бара многу поодамна, ние ја ставивме во програмата и по надминувањето на некои административни проблеми, објавување на тендери, проблеми со набавка на битумен и некои репроматеријали кои самите изведувачи ги има, ги надминавме и еве во теке и гледаме дека со успешност се изведува ова долго очекувана делница. За ова населено место можем да кажем дека се планирани уште две други улици кои што ќе бидат тампонирани за асфалтирани со прв слој. Се планира реконструкција на еден дел од игралиштето во основното училиште кој е руиниран. Се планира тампонирање на улицата до гробиштата на ова населено место и така еден циклус на инвестиции за окружување во ова населено место во другите населени места во најнепосреден период после ова завршување. Планирани се 3 улици во населеното место Куклиш. Планирани се во други населени места исто така асфалтирање на улици кои што ќе следуваат понатаму. Што се однесува до општина, до самата градска средина, во теке е изведба на тротоари, реконструкција на тротоари на улица Ѓуро Салај. Ќе почнат во најнепосреден период и уредување на тротоарите на улицата Климент Охридски и еден дел од улицата Младинска. Тоа се очекува во најбрз можен период, некои се веќе и во тек изведби. Асфалтирање во градската средина, би кажал, планираме исто така во најнепосреден период асфалтирање на делницата од семафорите пред трговскиот центар Глобал до улицата 24 октомври, кој е еден доста руиниран дел. Асфалтирање и обновување на делот околу популарно наречен кружен ток околу Бурчо и исто така многу важно асфалтирање и реновирање со втор слој и чистење на улицата Бетовенова во Турското мало, каде што би кажал дека и во теке припрема и веќе почната изведба на еден подолг подпорен зид кој е доста замашен и доста изискува инвестиции заради конфигурацијата на самиот терен е малку сложен за изведба, но и тоа е нешто што можем за тој дел од градот да го најавам. Во индустријските зони пробивање и тампонирање на улицата број 1 во Урбан блок 9, односно во индустријската зона околу Агроберза популарно наречено, во тој блок можем да кажем дека исто така нешто што е важно и очекувано во соработка со Центарот за развој на југоисточниот плански регион и со Министерството за земјоделие. Уште лани ги најавивме, но еве сега почнува тампонирање на полските патишта. Тоа се во оваа фаза, во овој дел 9 такви улици ќе бидат тампонирани и се надевам дека во наредниот период ќе има проширување на оваа значајна исто така акција. Можам да најавам дека утре ги подпишуваме договорите со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделие и рурален развој 3 значајни проекти, а тоа е канализационен систем во населеното место Велјуса. Го добивме како проект, изработивме квалитетен проект и тоа е нешто што во најблизок можен период ќе започне. Шеталиште и улица во населеното место Градско Балдовци и отварање на патеките до третиот така наречен водопад во населеното место Габрово со реновирање и уредување на таа патека туристичка која што постои, која ќе се реновира и ќе се продолжи до тој така наречен трет водопад, највисокиот водопад. Тоа се некои од активности кои во моментот можем да ги најавам и кои се во најнепосреден период, што не значи дека тука ќе застанеме. Еве во населеното место Добријци сега се сеќавам дека одобривме вчера и одредена сума значајна за реновирање и обновување на училиштето, кој е исто така еден проблем. И сите овие, поголем дел од овие дејности и инвестиции што ги спомнав се од
општинскиот буџет на општина Струмица. И тоа представува посебно задоволство. Наше ветување, проекти наши кои заедно со граѓаните сме ги инкорпорирале во тој граѓански тип на формирање на буџетот на општина Струмица.